Граничниот премин Маркова нога со соседна Грција да биде отворен најетно што може, бараат жителите на Преспа. Тие заеден велат дека во отварањето на преминот гледаат единствена надеж за заживување на регионот и поврзување со комшиите од Грција. Иако до грчка територија не делеше помалку од 1 километар, дозволено за движење само до рампата на преминот од македонска страна. Оттаму до грчка страна води неасфалтиран пат по кој жителите во 60-те години оделе по мрежи и по риба во Грција. Најубаво е да ни ја пуштат овде границата. Јас кој имав 15 години одев преку граница. И убаво ни беше, си пазаревме тука, блиску ни беше со точак, оди врати се и така. Имаше царинарница на наша страна, царинарница на нивна страна. И така си поминувавме не со пашапорт, со ливче од полиција. Да се пушти граничниот премин и така да е уба да има комуникација. Бивша јанако беше поранешна, оделе тука старите се движеле, комуницирале. Па потребно е да се пушти, пошто за овдека рестен општината е и окритиме е поблиску за оделе. Понапред бил работел така, години, ама не се сеќам јас тогаш. Некогашната караола сега е преадаптирана во полициска станица во која се сместени 20 на полицајци и припадници на граничната полиција. На 200 метри одовде позади мене започнува соседна Грција. Граничниот премин Маркова нога помеѓу Македонија и Грција овде кај Преспа не функционира веќе 5 децении. Жителите од првото грчко село Лемнос за да стигнат до Преспа треба да поминат цели 120 километри, односно треба да стигнат до граничниот премин Меджитлија кој што се наоѓа во близината на Битола. Во времето на Југославија постоел договор за движење на жителите од околните населени места во меѓуграничниот појас од 10 километри само со лични карти и специјални дозволи. Крајот на 60-те години Маркова нога се затвара поради смена на властите во Грција и доаѓањето на власт на така наречената воена хунта, ни рекоа жителите. Полицајците кои беа на смена при нашата посета на преминот не сакаа да зборуваат пред камера, само ни рекоа дека проблеми нема и од илегалните преминувања сега се сведени на минимум. Инаку прашањето за отварањето на Маркова нога досега е актуализирано неколку пати. Првпат во 1999 година на следбата на министрите за надворешни работи Александар Димитров и Јоргос Папандреу.